Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешнава епизода. На моето име и понатаму е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една тема. Ова ми го постави, знам дека беше девојка која што ми постави прашање поврзано со оваа тема, тоа е глутенот и пред се сакам да се извинам затоа што у преголемата комуникација и пораки навистина не знам која беше личноста која што ми го постави прашањето, но во секој случај решив да одговарам иако имам зборувано на темата глутен и што значи интолеранција на глутен и зошто денеска станува дури и тренди и модерно да луѓето бараат храна која што е глутен фри, но како и да е, она што сакам прво да го знаете, глутенот не е некоја состојка што сега почна да се појавува и да ја додава некој во исхраната, туку глутенот си е најпросто кажано протеин и тоа е протеин создаден од две аминокиселини, односно од два протеина, глиадин и глутенин. И глутенот го имате во лебот, односно во брашното, го има во јачмен и така натаму. И глутенот ја дава уствари таа некоја гумираност на храната или еластичност. Ако земете леб, нема да се скрши кој што ќе се скрши можеби некој друг производ, туку треба да го растегнете па да се раздели и тоа е всушност глутенот. И глутенот воопшто не е нездрав и нешто што не треба да се внесува затоа што природно го има во житарици и тоа е нешто што природата го дала, но на прашањето и фамата што се крева во врска со глутенот е затоа што постои одредена група на луѓе кои што, и тоа е позната болест која што се вика целијатична болест, не знам како би ја превел на македонски, али еве така би ја превел, и тоа е болест која што има некаде 2% од генералната популација на земјинава топка и тоа е болест во која што кога вие ќе внесете глутен во вашето тело, вашето тело го смета како напаѓач и непријател глутенот и многу често луѓе кои што ја имаат оваа болест, а тоа е сериозна болест, имаат сериозна подуеност, сериозна издаденост на стомаците, се премногу слаби и така натаму и да, за нив како е важно да глутенот не го внесуваат и нормално има уште многу мала група на луѓе кои што можеби имаат некаква интолеранција на глутен, како што можеби некои имаат на лактоза и така натаму, но тоа не е сериозно, но пак јас би рекол да го исфрлат затоа што лошото чувство да имате некоја подуеност, грчеви, диареја и така натаму предизвикана од глутенот воопшто не е добра. Но сите останати луѓе кои што ги немаме овие два проблеми, тоа не значи дека глутен фри храната нас ќе не направи поздрави или дека глутен фри храната е нешто поздрава или поприродна. Нема врска, туку едноставно стана некој тренд да се зборува за глутенот. Не постојат, искрено барам ја не сум дошол до некои сериозни научни истражувања кои што го покажуваат глутенот како нездрав и дека глутенот ако го исфрлите од исхраната ќе биде од голем бенефит. Да, глутенот кој што се додава во процесираната храна, ако го исфрлите самото по себе е добро затоа што исфрлате таа процесирана храна која што секако сте свесни дека не е добра, но можеби да ја исфрлите во целост, да го исфрлите во целост глутенот, нема ништо посебно да се случи. Напротив, кажав, тоа е природно нешто што го има во одредени житни култури и јас сосема сум окей, давам зелено светло и дури ако малку подлабоко одиме, денеска глутен фри храната и затоа многу што компании ја користат од маркетиншки аспект со тоа што ќе стават глутен фри на нивната етикета или во менито кое што го имате во ресторан, за да биде како да кажам, за да можеме подобро да уживаме во храната без глутен. Многу често прехранбената индустрија и рестораните додаваат некои други работи, кои што се на крај на денот шекери и масти, кои што воопшто не ви се пријатели, особено ако зборуваме за изглед, за вишок на масти и така натаму и надолкрок да не одиме со диабети и слично. Така да глутен на крај на денот сакам да разберете дека не е ништо нездраво и неприродно, туку глутен треба да избегнува само онаа група на луѓе кои што имаат вистинска болест со глутенот и кои што имаат вистинска интолеранција на глутен. Другите слободно јадете го затоа што тоа на крај на денот е само протеин. Така да, дечки, доколку има некој од вас некакво сознание, некакво искуство да додаде вредност, слободно во коментар пишете на ова видео или искомуницирайте ме приватно во порака. Ќе ми биде драго да ја зголемиме оваа вредност поврзана со оваа тема.
али како и да е по оваа тема јас имам толку да кажам денеска. Тука и ќе се одјавам и ќе ви посакам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.